Моето патешествие по руралните населени места во Македонија го продолжувам во југозападниот дел на Македонија. Овој пат се упатив кон Долнодимковскиот регион, поточно речено во пазувите на македонската планинска убавица Јабланица. Дојдов да оладав душа од овие летни горештини што се вели. Но пред да дојдам во Долнодимковскиот регион, во планинската убавица Јабланица и да ја видам убавината која природата му ја дарила на овој крај, наминав до Охридската ривиера, до населбата Свети Стефан, кај мојот стар познаник и пријател Ључо Цветановски, бизнисмен, собственик на хотелскиот комплекс Климетица, чие ова мое ново патешествие во овој крај лесно не можеше да се реализира, ако не беше неговата голема желба да помогне, затоа што како што вели дека и тој е дел од овој крај. И од секој сум се залагал за промоција на Долнодимковскиот регион, сум се залагал за што повеќе на институциите и јавноста да знае за овој регион, бидејќи овој регион е многу богат, со своја историја, со своја култура. По препорака на мојот домаќин господинот Цветановски, заеднички се упативме кон селото Јабланица, едно од неколкуте села распослани во пазовите на истоимената планинска убавица Јабланица. И речено сторено, како што вели народот. Од Луково, преку селото Прискупштина, селото Нерези, дојдовме овдека во селото Јабланица, распослано во пазовите на горостасот Јабланица. Ова е овде селото Јабланица. Погледнете ја убавината и уживајте. На 1100 метри надморска височина, распослано на една поголема падина, во подножјето на високите врвови Стриж и Радуч се наоѓа селото Јабланица. Јабланица има необично интересна конфигурација. Иако на прв поглед изгледа хаотично, доколку се погледне од повисоките делови, нејзиниот распоред е јасен, хармоничен, со точно утврдени делови за стамбени комплекси, јасно испланирани и обработливи површини за ниви ливади, прегледен патен систем и речиси совршен систем за наводнување. Живописната слика на селото е надополнета со бујни шуми и многубројни потоци и помали рекички. Во Јабланица се е свртено кон сонцето. Со добра инфраструктура, со спој на овој регион, со добри патишта. Таа убавина вие се што ја снимивте, што ја видовте, ќе ја осетат. Значи треба да ја осетиш топлината, дражот. Ајде сите заедно да ги донесеме луѓето, да им организираме, да направиме програма. Ве уверувам дека нема да има одселување, него напротив, ние треба да ги вратиме луѓето, да им дајме можност за работа. Името на селото за прв пат се спомнува во периодот од 1342 и 1345 година во Душановата повелба за манастирот Света Богородица Привлепта во Охрид. Меѓутоа, самиот податок дека токму низ селото одамна поминувал еден крак од патот Вија Игнација, што ги поврзувал градовите Охрид и Струга со Елбасан, Скампа и Драч, и случајно пронајдените предмети од обработена керамика, метал и накид, како и одредени топоними што асоцираат на римскиот период, се доволен доказ дека тука имало населба уште од давнешни времиња. Селото има 7 мали: Дејковска, Горна, Шајнова, Гров, Топлец, Бојко мала и Ломница. Според локалната традиција, најстарата мала во селото е Дејковската, а најголема е Горна мала, од која што се претпоставува дека настанале другите мали. Имињата на малите се добиени или по локалните топоними, или по имињата на членовите на одредени родови што први се населиле на тој простор. Јас лично вас ве уверувам и македонската јавност дека овој регион има иднина, има перспектива. Меѓутоа, треба да се организираме, треба да се направи презентација со понатака да се инвестира во овој регион. Ве уверувам дека најголемо искуство имаме од соседот Србија. Има пилот проекти. Тие пилот проекти, намештаните овде вака, да се изврши на едукација. Затоа што сите што се одселени треба да се вратат. И ве уверувам, еден ден сите ќе се вратат. Градот постана тесно грло, нема вработување. Не можеме сите да бидеме администрација, затоа треба да се вратат и да почнеме на производство на свој производ. Што значи дека имаме пчеларство, земјоделие,
овощарство. Можете да погледате. Значи тука имаме климатски услови за тоа. Овој производ нема цена, бидејќи самата почва е чиста, еколошки. И во храната овде, на овој регион, што може да се послужи, нема цена во зависност од храната што ја служуваме по рестораните. Зошто? Почвата е чиста. И еден доручек, еден ручек или една вечера во класичен ресторан или во хотел се разликува од овде од една добра домаќинка што ќе ни припреми подсач, кој ќе ни даде сирење свое производство, дури и гостите може да учествуваат во изработка на храната. Тоа е нешто, нов метод кој што треба ние да го презентираме и на некој начин да го вклопиме во програмата на туризмот на Република Македонија. Јабланица е позната како село кое што од памтивек па до денес негува необичен култ кон црквите и светите места. Со посебно внимание и почит се пристапувало кон градењето, одржувањето и чувањето на црквите по селото. Нивната лоцираност во селото е многу интересна. Тие се наоѓаат на најмаркатните точки во селото. На овој Охридско-Струмски Дринковски регион природата се му дадила. Овие села овдека во Долни Дримкол имаат цркви и манастири, така да речеме, веќе спомнам селото Луково 5 цркви, селото Јабланица 7 цркви. На овој регион, на самата граница, под планината Јабланица, планината Караорма, се наоѓаат неколку цркви и манастири. Тие цркви и манастири денеска се држуваат исклучиво само од мештаните на овој регион. Со кружни тури има гости кои што сакаат да речем верски туризам. А верските објекти од духовен аспект си имаат своја душа. Имаат туристи кои тоа го посакуваат. Ајде сите заедно да ги донесеме луѓето, да им организираме, да направиме програма. Ве уверувам дека нема да има одселување, него напротив, ние треба да ги вратиме луѓето, да им дајме можност за работа. Во Јабланица се наоѓаат следниве цркви: Свети Илија, која е соборна црква во селото, Света Богородица. Трета црква по големина е црквата Света Мина, кај народот попозната уште како Света Мартинија, која се наоѓа на едно возвишение во Дејковската мала. Во Јабланица се наоѓаат и црквите Света Петка, посветена на преподобна Параскева, Свети Никола, Света Недела, посветена на Света преподобна маченица Параскева Римјанка. Имаме тука ние традиција, ние Велиден го славиме Божник 3 дена. И одиме, сите 3 дена одиме на визита. Првиот ден одиме кај таа соборната црква Горно Мала. Другиот ден одиме Топлес до Рекичката и третиот ден одиме Дејковска Мала. Додека пак високо над селото се наоѓа манастирската црква Свети Илија Горен, која е изградена во поново време. Сместена е високо во планината на околу 1450 метри надморска височина. Три километри северозападно од селото Јабланица се наоѓа црквата Света Недела. И тоа овдека позади мене се наоѓа многовековен даб кој што сведочи на историјата на ова село. Овој многовековен даб кој што овде стои до мене се наоѓа и ова звоно, кој што е дел од историјата од овај свети храм. На ова звоно пишува дека во 1971 година е подарок од семејствата Будиновски и Јован Домазетовски за здравие за мештаните од село Јабланица. Десно од мене, од ова звоно, се наоѓа и ова клепало, кој што со векови на ова клепало се известувале мештаните за доброто и јарното во нивниот живот. Еве го, одма до мене. Ова е тоа клепало, а ова е тоа чеканче кој што со векови постои овде. И да се вратиме на местото што го поставиле мештаните. Но, ајде ќе чукнеме малце. Така. Поречи се 60 на дена, ете Господ повторно ме донесе во Долнодимковскиот регион, во пазувите на горестасната македонско бавица Јабланица, во селото Јабланица.
Како што вели народот, ако Господ те милува, пак ќе те донеси таму каде што си бил. Ете, на сам ден на Света недела, на патрониот празник на истоимениот манастир во ова село Света недела дојдов пак. Да бидам искрен пред себе, многу се радував што бев повторно во селото Јабланица. Меѓу моите јабланичани, посебно на вакавското место Света недела, кога бев пред 60 на дена. Се наоѓам повторно во Долни Дримков, во селото Јабланица. Се наоѓам некаде на 1000 метра надморска височина во местото Вакавско викано Света недела. Овдека дојдов на овај ден, на празникот на Света недела, каде што јабланичани овој празник го слават од памтивека. За многу години на сите радости, весели и господување. Марко Кеје. Добар ден, нека се години. Споламо на Бога, споламо на Бога. Е така. Иначе, Арни, добри. Здрави и живи. Еве Господне донесе овдека во манастирче во Света недела, во Нашето Јабланица. прекрасно Јабланица. Така, доаѓам по втор пат овдека и сум прекрасно, многу сум во овој големи импресии носам. И што се вика? Ова е оазата на културата, на цивилизацијата и на екологијата во Македонија. Така. Да сте ми живи. Господне, нека сме години. Амин. Така, нека сме години. Амин. Ова е камбаната. Ова е клепалото и чеканчето. Со кое што ја започнав емисијата пред малку. Самата звоно, самата камбана, од памтивека луѓето ја користат, со кој што се означува јарното и лошото во животот на селото Јабланица. Добар ден! Ајде, нека денот за години. Како си мерен си ми? Добро. Еве како што рековме кога бев првиот пат пред 2 месеца има. Да, обеќавте дека повторно ќе ето, дојдете и го исполнивте Е ветувањето. така. Здраво живо. Арен, добар. Добар, вие добри. Сполајмо на Бога, е така. Сполајмо на Бога. Арни, добри. Нека зувадим денок. Нека зува зарно. Јас сум отворил пил. Е така. Ајде, нека зува зарно. Нека зува добро. Е така. Добри. Е така. Нека зува зарно. Е така. Поштовање. Зува зарно. Ајде, се најубав што се вика стење празник на сите, така. Убајна не видена стварно. Доаѓам втор пат овдека ли многу убаво. Добар ден. Здраво живо. Арен си ми. Добро бе. Добре те најдов. Така види мој пријател. Те прата на телевизија стално алава ти е. Да се ми здрав и жив. Фала Те многу. гледам по цркви, секадош алава ти е, свака ти час. Еве Господ денес не донесе овдека. Господ, палама на Господ. Господ, да ни здрави, весели На сите. сите здравје. На сите, така е. Иначе добар. Одлично. Супер. Сполајмо. Према години од добар. Сполајмо. Колку е убаво кога човек ќе се види со Има многумина. на војчу да направи дојде, појде да снимаш како ме направа луѓе во Долински Битомир таму. Да. Ќе појде да видиш Ќе биде. таму, Е така, ајде се Ајде. гледаме. Тука сте. Цао, се Е така. најубаво, Е така. добро. Е така. Вакавското место на кое постои овој духовен православен храм со векови, како пред многу години вриеше од народ. Преполно беше Вакавското место не само од јабланичани, туку дојденици беа и од други места ширум Македонија. Слава ти. Како по старо обичај, на насобраниот народ, прв меѓу однаквите кои ми се обрати, беше парохискиот свештеник за овој крај, отец Ристе Наумовски, со својата утринска литургија, посветувајќи ја анафората и благословувајќи го виното на неколкути домаќини кумови за оваа година. Господи се Христе Боже наш, благослови го и лепи во вино со Твојот сведок, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи се Христе Боже наш, Ти го принесуваме овој дар на небесниот Твој жртвеник. Ова? Слава и чест, света најдела прими ја шештеди го на небесниот Твој духовен жртвеник. Господи се Христе Боже наш, Ти го принесуваме овој дар на небесниот Твој жртвеник. Во слава и чест, света најдела прими ја шештеди го на небесниот и Твој духовен жртвеник. И се свија. Господи се Христе Боже наш, Ти го принесуваме овој дар, пренебесниот Твој жртвеник, во слава
Čest, prema ime sestra nebesna do tvoj duhovan žrtvenik. Gospodи se Hriste Bože naš, ti doprinesu vam ovaj dar, prenebesni tvoj žrtvenik, slava i čest. Nedela primjer sestra na nebesni ti tvoj, gledajte tamo, duhovan žrtvenik. Святі мучениці, же добре страдала, чествовавши і венчавшися, молитесь, яко Господу, помилуватися душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом, мучеников радование, и же проповедь Троица единосущная. Сега една ваша порака до сите наши сограѓани во Македонија, сите граѓани од православна вероисповест. Ние знаеме дека во Македонија има 1984 села, во Македонија има најмалку 1194 цркви и манастири. Вашата порака до македонскиот народ, до духовноста. Јас, како што слушнав 1894 села, значи од 1893 село, испраќам пораката до сите правоверни наши македонци, значи православни вистински верници, да си ја негуваат својата православна вера, како Света маченичка недела што пострадала, ние да пострадаме во името на Господа Бога Исуса Христа, значи да си ја чуваме маченички верата, не маченички да бидеме распнати, но да бидеме распнати во духот на нашата македонштина, да си ја зачуваме нашата држава, нашето име и нашата татковина, нашата света православна црква. Нека е за години денов. За многу години. И вака да се собираме не само на ваков ден, секој ден во наши убави македонски села. Амин. Живи и здрави да сте ни, што побрзо не посетите повторно. На уште поубавиот собир кога ќе биваме манастирот Свети пророк Илија, односно последната недела ден после празникот Крстовден, значи недела ден. 27 зависно од кога ќе пани, значи недела. Ако е во петок е во недела, ако е понеделник е пак недела. Ако е недела, ќе биде другата недела. Само едно би додал, со Господ напред, со него со помош на Господ, ќе дојдеме пак на Крстовден да ги снимиме, да направиме нова репортажа на манастирот Свети Илија. Ние се надеваме дека ќе ни удостоите, со Господ напред, Господ Бог да ни го чува нашиот Долни Дримко, нашата Јабланица, нашата света библиска Македонија. Како по стар обичај, јабланичани не само на овој празник, туку и на другите манастирски, црковни, селски, куични слави, ги посетуваат речиси сите свети места кои ги има во атарот на селото Јабланица. На 200 метра источно од манастирчето Света недела се наоѓа оваа чешма, посветена исто така на Света недела. Моја препорака е, дојдете во било кое време во селото Јабланица, посетете го манастирчето Света недела и ако жедните да ја изгасите вашата жет со ладна изворска вода, ќе дојдете овдека во чешмата Света недела. Се наоѓаме пред изворот на Света недела. Стариот извор, значи, во сегашно време возобновен од фамилијата Долински, односно Емилија Долинска, ќерка на нашиот познат новинар Витомир Долински. Го изработија нејзините роднини и пријатели со мала наша интервенција од црковниот одбор. Овој извор постоел од кога се памти црквичето. Годинава во Ново Руво, прекрасно место за одмор, ги повикуваме сите, водата е лековита, денеска ќе се освети, ќе присуствуваме на тој чин. За многу години нека е празникот од Бога, сме благословени Господ, мир, љубов и здравје да ни даруват и взаемно почитување, да му заблагодариме на семејството од Витомир Долински, што ни овозможи овој извор на света вода да профункционират како што треба, бидејќи на овој извор има досега многу исцеленија
низ вековите направено и да му посакаме уште добри дела да ни прати. Она рака што дава никој пат не се суши. Со Божи благословет и сите да го земаме примерот. Амин, Господе, за многу години. Овој дап овдека е стар многу векови. Тој во себе ја чува историјата не само на село Јабланица, туку историјата на целиот убав горостас македонски, берекол убавица горостаска македонска, планината Јабланица. Да знае ова, да каже ова дрво што се е поминало. Меѓутоа, ќе се обидиме дел од историјата на Јабланица, на селото Јабланица, на целиот регион Долни Дримкол, да ја откриеме, да ја документираме и дел од се да ја подготвиме, да ја прикажеме, да можете да ја видите вие. За многу години. Нека за години. Не донеса Света неделя овде да ја видиме. Здраво, момче, добар. Здраво, добар. Еве, денеска Господне донесе да дојдеме и ние одмориовме во Јабланица. Убавина ти кажам. Убавина, Многу убавина, убавина, Бога ми. неоткриена убавина е Така ова. е, така е. И да ти кажам, јас стално настојавам да дојдам овдека. Во можноста на сите тие работи, сакам да дојдам, а и празникот ни помага. Така е, така е. Еве бев долу во манастирчо, ова во Да? Водава. Убајна е. Убавина. Убаво направено, а? Убајна е. Направено. Да. Луѓето го прават све и Така е. луѓето го красат. Да се гледаме за годинека денов. Амин. Зубаво, убаво. Амин. Ајде па се гледаме горе. Амин. Ајде позна. Ајде, пријатно. Ајде. Океј. Ајде бучи. Од памти века па се до ден денешен, сите дојденици на манастирската слава, на манастирот Света недела за здравје, за беричет, на нивните семејства учествуваат во манастирското надавање од приложените дарови донесени од верниците, а пак според старото предание, оној јабланичанец кој најмногу ќе наддаде и најмногу ќе откупи од приложените дарови на манастирот, него и неговото семејство цела година ќе го прати среќа, здравје и беричет. Макар Манјо, Франкфуртова дојде на те, чекате ме. Христе Боже наш, Од памти века па се до ден денешен, сите дојденици на манастирската слава, на манастирот Света недела, за здравје, за беричет, на нивните семејства, седнуваат на манастирската трпеза. После благословот на свештеникот, тие каснуваат залак анафора, лажица манастирско гравче, се напиваат чашка манастирско вино и се замиваат од лековитата манастирска вода. Го напуштам селото Јабланица. Го напуштам манастирот Света недела. Ги оставам јабланичани да си го празнуваат овај ден, ова слава нивна, кој што ја празнуваат со векови, пренесена од генерации на генерации од нивните родители, дедовци, баби, да ги пренесат овие традиции на нивните потомци кои што допрва ќе доаѓаат. Со едно ветување со Господ напред, пак ќе дојдам во Јабланица, пак да направам нова репортажа не само за селото Јабланица, туку и за другите убави јабланички села распослани во прекрасната убава македонска горостосна убавица Јабланица.